Агроспектар, добра вечер, почитувани гледачи, ново издание на емисијата која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Храната во овој период на воена криза во светот добива се поголеми димензии, бидејќи властодржците во повеќе земји заборавија дека аграрот е тој кој што носи храна, а храната е најважна за да се преживее. Меѓутоа сега повеќе држави се зависни од увоз, меѓутоа увозот тешко може да се реализира. Како и да е, секогаш во емисијата говориме, анализираме она што е актуелно во аграрот, така ќе биде и во ова издание. Имавме затоплување, ладен бран, повторно покачување на температурите, за да веќе овој викенд повторно врнежи од дожд и врнежи од снег на повисоките места, но она што е страшното е што ќе имаме температури под нулата. Дали има штети од изминатиот ладен бран врз овошките, ќе слушнеме во емисијата, ќе се осврнеме на хидролошката состојба и се она што е актуелно во моментов во аграрот. Бидете и со ова издание на Агроспектар. Ќе се дружиме и во ова издание со професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте, професор. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И вие дадовте еден навистина вистински импулс од онаа состојба. Имаме специфична година која навистина прави чуда по однос на оние можни штети, што ќе ги погледнеме и покасно, со утринските ниски температури и високите дневни температури. Таквите температурни амплитуди се најмалку корисни за растителниот свет, но може слободно да кажеме и за здравието кај луѓето. 20 на степени е разликата ден-ноќ. Токму така. И ние сега имаме рапидно зголемен ден, повеќе од 13 часа, и сега една од загонетките што нас ме немачи историчните лица, пролонгирањето и период на можно видно затоплување и тргнување кон вистинска пролет. Ние сме веќе длабоко во април, значи влеговме во тој календарски пролетен период. Но температурите утрински, каде што неделата која е зад нас, -5 беше во Беровско, -3. Едноставно утринските температури паднаа под нулата. А голем вид дел од овошните видови, па и расадувањето на градинарските култури, што е струмичко симптоматично по тоа, тие велат, професоре, веќе имаме одредени штети на крајните редови, иако е под полиетененско платно, имаме пак одредени не толку значителни штети. Но, како што рековте, таа долгорочна прогноза зборува дека ќе имаме уште врнежи од снег и пониски температури. Факт кој радува, да кажеме, е што овие денови имавме врнежи од дожд, но неуедначени, бидејќи западниот дел, вклучувајќи и вашата брана, која веќе заличува на брана со добра акумулација, јужниот дел, струмичкиот дел, мораме да кажеме дека браните се уште на едно многу ниско ниво, имајќи во предвид дека пред нас е долго топло лето и потребите од вода ќе бидат големи. Но се надеваме сега овој бран до почетокот на мај месец, значи во април месец, дека ќе имаме врнежи од дожд. А најзначајни врнежи треба да имаме сега, бидејќи житата се во фаза на после братимење, формирање на класеви. Сега, ако имаме 40 до 50 литри врнежи од дожд по метар квадратен, ние од Битола и од Свети Николе ќе можеме да очекуваме добри резултати од житата. Доколку нема да има врнежи, тука ќе имаме минимални приходи, приноси. Но
Времето е непредвидлив фактор, секогаш ние мора да се прилагодуваме прима него. И јас веќе една студија имаме која збори да производителите не порануваат толку рано со производството. Бидејќи имаме непредвидливи ниски утрински температури уште не само од почетокот на пролетта, него и овој период. Она што може да се види, професоре, и да се констатира е дека имаме пролонгирање на ладниот период или пролонгирање на зимата. Ако беше во октомври ладно, сега имаме повисоки температури во септември и октомври. Токму така. Значи ладното доаѓа после декември, а трае се до, па би рекол, и мај. Така е. Па значи дека токму тоа е глобалното климатско пореметување. За Македонија таа глобална светска климатска еуфорија сигурно нема да ја прескокне и затоа неопходно е стратегија, организирање и рационално користење на секоја капка дош. Тоа што Израел со години го работи, каде што таму врнежите се реткост, но водата се почитува, цени рационално користи. Тоа мораме и ние да го направиме, бидејќи навистина водата е фактор број 1 за успешноста во аграрот. Таа е трансформаторот на храната, таа е одредувачот на приносите и квалитетите од производството и таа е водата е основата за квалитетна обработка на почвата и сите действија што се одвиваат во ова. Всушност водата представува еден неопходен фактор број 1 за обстојба на растителниот и животинскиот свет. Ке се осврнем, професоре, и на она што е актуелно во овој период во аграрот. Градинарите веќе се ангажирани со берба на првите пролетни култури, се расадува. Каква е состојбата? Овоштарите веќе сигурно ќе прават проценки дали имаат штети од овие ниски температури. Лозарите сигурно нема да бидат... За сите ќе кажам по некој збор. Прво ќе кажам за градинарите. Овие 2-3 дена, тој источен дел од Македонија, југоисточен ајде. Ако минатата недела рековме, постои едно квалитетно задоволство на гевгелиските, валандовските, богданските производители на есенска зимска зелка, што имаше еден континуитет од цени. Ова недела се случи една хаварија, каде што навистина големо е незадоволството на земјоделските производители на зелка. Зелката почна со 30 денари, тоа јас го почувствував како симптом, бидејќи скоро секоја година 45 или 50 денари почнуваше откуп. Ова година почна од 30. За да брзо се сруши цената. Се сруши и овие 7-8 дена од 30, 25, 20 и во текот на вчерашниот ден 15 денари по кило. И тука веќе кај земјоделските производители се јави тој револт. 15 денари ги покривали трошоците за загревање, за полиетиленско платно, за заштита, се она што еден градинар или производител на зелка треба да вложи, дали 15 денари по килограм ќе го оправдат производството или ќе му кажат дека треба да прекине да произведува зелка. Ние пред известно време, кога цените беа нормални, да кажеме, ние зборевме зелката да биде откупувана по 20 денари од почеток до крај. Крајно задоволство ќе имат земјоделците. Но, сега кога имаме една хаварија по однос на ѓубривата, едно врејке ѓубре 1680, препаратите и другите репроматеријали кои се покачани, со таа цена тие не ги покриваат трошковите, а трошковите не се мали, бидејќи она пожртвуваност на цела фамилија за да во тие ненормални топло-ладно услови да произведе зелка
и тука кај ни се явува тој револт. Па значи ќе се намалуваат површините под градинарски култури, како што се намалија површините под жита и ќе бидеме увозно зависни. Точно е тоа. Не, тоа што го рековте, многу добро го рековте, тоа е фактички вистината. На немал процент сакам да кажам дека имат производители кои имат цветење на зелката. И сега имам 2-3 вештачења, гледам семето како фактор и условите како фактор. И тука преовладуваат условите, бидејќи она топло-ладно кое се случи, зелката фенофазите предвидени за 2 години ги помина за 1 година. И кај голем дел производители, зависно од датата кога се садени, тие имаат веќе цветење на зелката. И тоа се мора да го уништат. Значи, се труд што е вложен до сега е уништен. Сега, за она другото. Вие, како новинари, од страна кога ја гледате ситуацијата, земјоделскиот производител во Република Македонија оваа година ќе биде десеткуван, посебно тие производители кои имаат поголеми површини, со квалитетна работна рака. Исто така, евидентно, јас имам еден статистички податок кој ме загрижува, сточниот фонд, млекопроизводството, сега ќе видиме неделата која е пред нас, ќе видите и сами дека ќе имаме не знам колку тони увоз на млеко. Сега, гледам министерот наместо да се загрежи како Битолскиот и Свети Николскиот район да го организира, да бидат 2 квалитетни житници, да имаме за извоз жито, тие политикански и тие политички престрелки се радуваат на тоа што ќе увеземе 50 или 100 илјади тони жито. Имаме ни толков капацитет да произведеме? А ние имаме, бидејќи разговарав со професорот Уровчанец и неговиот син кој носи фирмата, вика, ако се мало посвети внимание на житото, организирано, ние ќе имаме за собствени потреби и вишок жито за извоз. Исто така за маслото. Маслото се манипулира, го има, го нема. Факт е дека во свое време Велешкиот регион, фабриката Благој Ѓорев која беше, таа беше македонски белек имаше во бивша Југославија како добар извезувач на зејтин. Сега ние знаеме на колку хектари имаме. Зејтинот го нема, сета серовина се увезува. Тоа е трагедија. Она што доаѓа како информација дека трговците го кријат маслото за јадење во магазините, бидејќи не сакаат да го продават без маржа, бидејќи државата им ја намали маржата. Тука има многу игри, прво нечестни игри ќе ги кажам, и морам да го кажам тоа, откривајќи се работите што се откриваат сега, секој политичар што го имаме одредено таму, во тај апарат што треба да служи на народот, гледаме дека секој кој влегол во политиката, ден порано или покасно ќе се открие дека влегол ради личен интерес, а не таа духовност во своје време, бидејќи сме ние од постарата генерација, луѓето што влегуваа во политиката со чесен пристап и има доживотен авторитет. Бидејќи работеа за да дадат подобро за државата. Токму така. Ние имавме еден таков човек, тоа е Киро Глигоров. Бидејќи ако имаше уште 4 години, а имаше право на тоа, ние во аграрот ќе имавме, бидејќи тој ја имаше крилатицата, аграрот е се што имаме. Ако му придадеме значај, значи со едукација на земјоделците, со окрупнување на површините, со не давање на трансформација на плодното земјиште во градот или други работи што му беа зацртани, ние сега ќе имавме сосема друга состојба и друг третман на аграрот.
Аграрот треба да биде стожерот на државата околу кој се ствара нов физички обем. А единствен ресурс кој Стожер е имаме администрацијата која што треба да земе пари од буџетот, а оние кои што треба да го полнат ги нема. Значи, ние сме, ако е аграрот во центарот, ствара нов физички обем, буџетот многу лесно ќе се полни. Сега аграрот го нема, тука стојат министерствата, кои од недолжниот кривец, работникот, земјоделскиот производител, се одделуваат средства за да се створи буџетот. И сега политичарите од осамостојувањето не гледат тој буџет дека треба да биде прогресивен за развој на државата, него како да се ние задолжуваме. Ребаланси се прави. Сега уште за 600 милиона ребалански се прави. И ние доставсавме до 4-6 милиарди долг. Значи, нашите внукчиња ќе плакат. А тие политичари кои се сега, тоа треба подхитно да се види и обемноста на административниот апарат, и политичарите кои по некаков случај влегле исклучиво да ги злоупотребаат државните ресурси. И државните, еден Рашковски, еден Зекири, еден. Тоа се тек сега ќе излегуваат уште кој зошто влегол внатре, влегол за личните. Тек сега, кога американците согледаа, тек сега се дискутира дека Македонија има корупција. А без тоа не можеме да функционираме. нема функција. Се вратиме на овоштарството и на лозарството. Има ли штети, професори, од последниот ладен бран? Кај виновата лоза дефинитивно нема да има мрзнење, бидејќи тие температури кои беа не беа на таа висина, и второ експозицијата беше малка. И трето, фенофазата на развојот на виновата лоза е тек на сам почеток. А за овоштите дрвца кои се на пониски места, а и се во фаза на цветење, секоја температура под нулата, ако се задржи подолго, тука имаме можност за мрзнење. Но тој процент, мој лично видување од тоа што на теренот го имам констатирано, за сега штетите не се значителни. Мене ме плаши уште еден ладен бран, тука негде веќе следната недела, која може да има по-ниски температури. Ако тоа биде, тогаш оплодените плодчиња се чувствителни на минус 1 и минус 2 може да направат штети? Минус 1, минус 2, ако не е на некое ниско место, кај што ќе се задржи позицијата подолго, нема да има мрзнење. А на пониските места тоа сигурно ќе биде, бидејќи при минус 2 веќе водата ја менува агрегатната форма, станува мраз и тука, а тоа младото плодче е целосно со такво нешто, со вода, со тоа, и тука веќе мрзнењето токму така беше и минатата година. Ние 11 април беше кога имавме големо мрзнење на кајсијата, на бадемот, на праските, сливите и така. Така да од година на година имаме специфики во неповолни временски услови. Тоа е едно. Второ, имаме специфика каде што имаме борба меѓу две партии, каде што се ништи целосно аграрот. И сега јас гледам каков однос имаат земјоделските производители. Јас имам 3000 клиенти и кога доаѓаат кај мене, професоре, идната година не произведувам. Да некој го омаловаже мојот труд. Не помалку зборат вашите лозари овде. Ке дојдат до грозјето, од сега од кроењето до бербата на грозјето. Колку операции има, колку прскање има, ѓубрење има, колку пари треба да вложат. За мене сега е најважно земјоделскиот производител да не подлегне на тој песимизам. Второ, имајќи во предвид
дека има рапидно зголемување на ѓубривата. Да не фрлаат ѓубре без потреба, него нека си направат агрохемиска анализа, Пресметка што треба пресметка, да се купи, за да се употреби таа количина и тој однос на ѓубре што го бара во тој момент таа почва, тој тип на почва. И со тоа ќе има економски параметри. Второ, прскањата не може да бидат како до сега. Јас вика на секои 3-4 дена ќе си прскам. Тоа беше едно време кога препаратите имаа питома форма и поевтини беа. Сега веќе мора да се оди стручно, која компатибилна комбинација одговара, во кое време треба да се примени, со која количина на раствор по хектар површина треба да се примени и во кое време. Бидејќи сега гледам голем дел од производители, ти зимски прскања, масла, такви издатоци не се потребни. Чим лозата тргне, ластерот тргне, избие овие првите грозчиња. Тука веќе треба следливост на гроздовиот молец, следливост на пепелницата, следливост на пламеницата, следливост на фомопсисот, еската што не е малку веќе на поголеми површини е застапена. За сите нив имаме веќе една модерна, квалитетна хемија. Кое е средство со кое оди? Да се направи таа комплексна комбинација, ќе даде резултати и контролирано прскање за гроздовиот молец, бидејќи ако го фатеме гроздовиот молец со првата генерација успешно, ние нема да дозволиме, тој има 2-3 генерации, зависи дали е пепељастиот или другиот молец, жолтиот. Значи, ние ќе имаме редукција на употреба на пестицид, на инсектицид. Сега, пепелницата во која фаза е, ако ние не и дозволиме почетен развој, таа нема да се појави. Пламеницата исто, ако се следи следливоста, значи таа зимската овоспора што превзимува, кога се изврши првата примерна инфекција, ако имаме стручен пристап, тогаш прскање со таа компатибилна комбинација, ми имаме веќе добро заштитено лозје. И нормално со следливост се оди покасно. После прецветувањето ли ќе биде како зависно од временските услови, се оди со второто прскање и третото прскање тука кај прошарокот, пак ќе кажем од временските, зависно од временските услови, тука како депозит за асталските сорти треба некој ботратицид, обавезно, и следливост да не ни прошверцува втората генерација од гроздовиот молец, бидејќи неговото оштетување ствара отвор за инфективни процеси на ботритисот и така натаму. Значи, тоа се стручни работи, секој земјоделски производител сам да не оди така. Ви имате тука Министерство за земјоделие, имате искусни луѓе тука во Кавадарци. За тие моменти треба консултација, не на своја глава. Или ние, јас имам одредени клиенти тука од Кавадарци, од Неготино, кои се консултираат и, пример за шекерноста, ние имаме една новост која навистина ќе направи бум, бидејќи најголемиот проблем за лозарите беше, вика, имам одличен вранац, одлична картошија, се има само шекерност, шекерни единици нема. Сега ние имаме средство што ќе го одгои гроздот, зрното ќе стане со својата нормална големина и после настанува трансформацијата на киселини во шекери со овие фулвокиселини, со зеолитот и со оние творби кои овозможуваат да има органолептички изглед гроздот убав и шекерноста да биде на висина. И минатата година мене ме радува кај поедини лозари, јас добив со тој третман што им дадов, преку 24-25 единици, шекерни единици кај картошијата.
И тоа нешто обуслови или кај вранецот, кој исто така може да врзе доста шекерност. Но не е помалку значајно да таква шекерност има тие асталските сорти, бидејќи кавадарци има доста голем процент на големи површини под асталски сорти каде што го извезуваат грозјето или го ставаат во хладњаче и така натаму. Во хладњача грозјето колку ќе се задржа зависи од успешноста на заштита кога гроздот бил во таа фаза на формирање, на зреење и доколку нема патоген, тој подолго посостојува и под одредени услови дава фантастични резултати и фантастичен профит на крајот. Затоа нас не наведе сега тоа да кажеме дека науката за која државата и тие политичари, и таа номенклатура од самото остојување што одделувала од 0,1%, а некои години ни тоа, за науката, сите тие имаат греф. Од тоа државата е дојден до тој степен. Бидејќи во сите земји во светот на науката им се дава епитет да таа биде аплицирана во производството и да се добијат резултати. И во квалитет и во квантитет. Тоа фактички впуштање во производниот процес на тие магистратури, на тие докторати, на тие специјални трудови, каде што со нивното утврдување дали ќе зголемена шекерност, дали ќе се намалени број на третирање, дали ќе биде намалени количини на ѓубрива. Сето тоа стручно, научно се докажува и лабораториски, а таквото нешто, таа едукација треба да има земјоделскиот производител комплетно и градинарот кој секој втор ден пушта шалитра таму како да дојде до поголемо производство кое со азотната компонента скапува. Тука треба да има контрола на тоа. Дали лозарот кој сака да добие шекерност, а тука има проблеми и со винската визба и едноставно сите тие нешта се дело на науката. И неа треба да ја било која власт да дојде. Треба да ја стави одма како апликативна важна работа во производниот процес. Без научно достигање не може да влегува тој во било каков чин на производство. Сите тие работи, бидејќи сум долго во тој аграр, ги знам и тој мој прв сервис во Струмица, што е токму е за тоа. Јас тие 3000 клиенти што имам, вчера имам 150. Значи со еден збор тој доаѓа, го носи бостанот калемен и почнала болест. Ако не испрска со тоа што ќе му дадеме, тој бостанот ќе го изгуби, бидејќи има веќе алтернарија, има проблем на младото калемче каде што е калем. Кај расадот од пиперка, кај тутунот, кај тоа. И сето тоа бара една грижа кон земјоделскиот производител. Едукација кон земјоделскиот. Токму и прилогот кој што следува е со цел да ги едуцираме производителите, а воедно и да понудиме се она што е ново од фитофармацијата. Предлагам да го слушнеме и погледнеме прилогот. Еве во овие едукативни емисиите со една новост која секако заслужува внимание за успешна заштита во земјоделското производство. Ние знаеме дека во тоа земјоделско производство пајакот е еден од чинителите кој навистина прави големи штети во општо во целото земјоделско производство. Дали тоа цвекарство, дали тоа овоштарство, лозарство, градинарство и така натаму. И
акарицидите беше карактеристично тоа. Тие имаа секогаш многу голема каренца, бидејќи таа токсична творба тешко се разградуваше и имаше проблем за користење во тоа интензивно производство, каде што имаме повеќе берби и за подолг временски период тоа не може една краставица, ако има пајак, да таа каренца биде 25 дена, кога краставицата, пример, се бере на секој 2-3 дена. И за тоа нешто, Хемомак веќе има новост, која и те како класира како новост, а тоа е акрамајтот. Тоа е нов акарицид кој се употребува во кај сите земјоделски култури. Бефеназот, кој е активна материја, припаѓа на новата група на карбендазини. Тоа е новоста која навистина заслужува внимание и ќе се потрудиме да ја уедноставиме, да за тој чинител пајакот, тоа камерата може секако да го прикаже, имаме веќе добро решение со многу малка каренца, каде што, еве тука имаме баш за каренца за значајно, дека за акрамајтот може во зеленчуковите култури каренца да биде и 1 ден. А тоа значи многу значајна работа по однос на тие тековни работи и успешна заштита во тоа производство. За акрамајтот мора да кажеме, како нов акарицид, дека обезбедува најдобра контрола само од самиот почеток на сезоната, кога популацијата на пајачињата е ниска и примарна цел за уништување на адултите и нимфите. Значи, тука збориме една вистина, каде што се испушти тој прав период, каде што инсектот е најчувствителен во тие млади фази од развојот, тука треба адултите и нимфите да се со таквата стручна и квалитетна примена на акрамајтот, да се обезбеди права контрола од самиот почеток на сезоната и таа контрола покасно е покриена со една гаранција на квалитетно производство. Препаратот има долга резидуална активност на листовите, без системични ефекти на дејството на производот. Значи, не влија температурата, влагата и сувите услови за разлика од другите акарициди кои имаат јако системично делување и делувањето. А делувањето на акрамајтот е од контактен карактер, тоа е акарицид, и за тоа е неопходно и лицето и опачината на листот да се темелно и квалитетно испрска со максимална микронизација на честичките, за да се постигне саканиот ефект. Значи, тој јак нокдаун ефект на младите фази на развојот на пајакот го даваат оној суштински дел на ефикасност. Мора да кажеме дека акрамајтот има една своја специфичност по однос на механизмот на делување на овој акарицид. Значи, со примената на препаратот, активната материја го блокира синџирот на транспортот на електрони на патот на митохондричната енергија, при што поважните подвижните пајаци кои одма престануваат, кои ги опфаќа препаратот, тие престануваат да се хранат и по 3 часа по примената на препаратот стануваат хиперактивни, а за само 3 до 4 дена започна угинувањето, а по 7-миот ден веќе имаме постигнат фантастичен резултат на уништување на целата генерација на пајакот. Значи, од тие млади латки фази со тој оптимален ефект се уништуваат пајаците, а акрамајтот е примерно активен против
точно младите ларвени стадиуми на пајакот. Значи, тоа мора стручњакот да го знае, со тој ентомолошки преглед утврдува дека почетокот на развојот на младите фази од пајакот, значи ларвите, тука акромајтот го дава оној јак нокдаун ефект, како што рековме после третиот ден и четвртиот ден, тука имаме ние чиста површина, чиста содржина, која е нешто секако е значајно за ова ефикасност која ја дава акромајтот. За сите препарати кога ние збориме, секогаш најважното нешто на која даваме посебен акцент е токсикологијата. Значи, од моето почетно сознание за фитофармацијата и за заштитата како дисциплина, секогаш сум се трудел за пазувањето на каренцата, токсиколошките ефекти, што и како се постигнуваат, и сегаш препаратот го добива авторитетот од стручњакот, кога тој токсиколошки квалитет е позитивен. Што ќе кажеме за токсикологијата за акромајтот? Значи, токсикологијата е адекватно проучена и токсиколошките ефекти и потенцијалното влијание врз здравието на луѓето кои произлегуваат од употребата на производот е јасно разбрана. Значи, препаратот не е мутаген, не е канцероген и не е акумулативен, што е многу значајно за тие токсични форми кои кај голем дел препарати се точно кумулираат и ја даваат она активна материја и резидуи кои треба. И што е најзначајно по тие карактеристики, значи од Европска унија, авторитетот на акромајтот е тоа што каренцата за зеленчуковите култури, јагодата и други интензивни култури, кај што ги ние имаме во Република Македонија, посебно градинарските култури, каренцата е само еден ден. Тоа е многу значајна работа за мене лично како стручњак, бидејќи тој е буквално акромајтот ќе му ја дадеме титулата како чистач од пајакот кој може да причини доста големи штети во сите одгледувани култури. Акромајтот употребен во сите земјоделски одгледувани култури, посебно градинарството, каде што денес се прска, следниот или наредниот ден може слободно да се бере, значи тоа го утврдиле стручни лица. А на апликаторот е задача да тие работи ги спроведува стручно по налог на стручњакот. Да кажеме нешто што е најзначајно за секој производител, а и за овие едукативни емисии, за употребата на акромајтот. Значи, за справување со резистентноста и со ефикасноста на делување на производот, потребно е да се секако, безусловно, прочита упатството кое го дава фабриката производител. Затоа што обврска е на секоја фабрика производител да даде конкретни упатства како тој препарат да се користи, во која концентрација, во која доза, со која микронизација на честици, под кој потенцијал на присуство на пајак имаме, тогаш под таквите упатства кои ги дава фабриката производител, тука нема ама баш никаква можност за промашување, затоа што мора да кажеме дека дел од тие земјоделски производители нестручно ќе го применат препаратот со незапазување на концентрацијата или дозата и ќе си земат за право да кажат јас прскав со акромајт, ама не добив резултати.
А дали е тоа така во таа фенофаза, во таа младилачка фаза која зборев напред малку искористено и добро аплицирано средството, нема разлог да не даде резултати. Но таквото нешто да го анулираме, ние во овие едукативни емисии се го збориме. За секој од средството постои упатство. Освен упатството кој производителот треба да го прочита, а може дело тој да не го разбере, консултацијата со стручно лице за тоа во кој период треба да го примени препаратот. Дали е тој компатибилен со други средства? Дали оди и со која количина на раствор оди во која фенофаза од развојот на растението? Тоа се се стручни работи каде што производителот не треба да го штеди стручњакот, да го исконсултира и да го добие правиот принцип и начин на користење на средството. Затоа што крајната цел е тој од таквиот апликативен дел треба да има резултати. А резултат е успешно сузбиен пајакот кој причинува доста големи штети хранејќи се од сокот од растенијата. За зеленчуковите култури и јагодата во текот на една година потребно е максимално да имаме 2 третирања. Зошто го зборам тоа? Тоа се повраќам сега на она што пред малку го реков, стручњакот го следи циклусниот разбор на пајакот. Ако ние, како што рековме, одиме со оној прв ред што го секој обезбеден, значи најдобра контрола на почетокот од сезоната кога почнува оној прв почеток на појавата на адултите и нимфите, ние имаме сознание за колку време може евентуално, ако преживеало нешто, да створи нова генерација и тука се оди со 2 прскања и тука ние со пајакот го имаме решен проблемот, што е многу значајна работа кај секој одгледувана култура. Сега, за јаболката, крушата, виновата лоза, праската, сливата, нектарините, само едно третирање со добра следливост, пак ќе кажеме, во текот на вегетацијата се постигнува фрапантно добар резултат со примената на акрамајтот. И затоа тој ќе најде место во производството, бидејќи со правата стручна примена тој ќе го даде она за кое е вложено многу и од кое производителите ќе имаат крајно задоволство, бидејќи кога го исчистат пајакот од своите површини, тие имаат една сатисфакција на задоволство. Прскањето секогаш мора да биде со максимална микронизација на честичките и целосна покриеност на лицето и опачината на листот. Бидејќи рековме, мора акрамајтот да дојде во контакт со пајакот, со нимфата или со адултите. Значи, прскањето со таквата турбуленција, имаме веќе толку современити механизми за квалитетно прскање, што јас мислам дека тоа е една голема предност, каде што со таа турбуленција и опачината на листот, каде што најчесто пајакот е лоциран, гледате тука, тоа е опачината на листот од краставица, да кажем. И пајакот што се запредува тука, значи, со таквата турбуленција на листовите се целосно опфаќа растението. И секој адулт, секоја нимфа, секој има, се што е опфатено од пајакот, што е и цел на прскањето, затоа збориме максимална микронизација на честичките, тука ние имаме фрапантно добар резултат и редуциран број на прскања против пајакот. Ние знаеме против пајакот во свое време, дали беше тоа Ресен, дали беше тоа било која друг регион, има употреби на најтешките акарициди кои има голема каренца и каде што имаше голем проблем со резидуи, со
можно незапазување на каренцата и така натаму. Значи акромајтот, кога се збори градинарската култура, денес прскај со акромајт, други ден береш. Тоа е нешто веќе кое е совршено и кое ќе најде место во тоа наше производство. Употребата на оваа средство е во доза од 1 до 1,5 хектар, 1,5 литар по хектар, и тука мора да напоменеме и да потенцираме, зависно од фенофазата на развојот на растението, мора да се оди со, пример за овощарството, со 1000 до 1200 па и 1500 литри по хектар, бидејќи се работи за долгогодишни големи насади, кои имаат доста лисна маса во тој период, и 1500 литри по хектар е сосема доволна количина за да се направи тој опфат со микронизација на честиците за кои зборевме пред малку. Тука точниот одмер на средството, мешањето на средството, компатибилноста на средството мора да биде верифицирано од стручњакот, предадена на апликаторот и да тој тоа го направи така стручно како што ќе добие налог. Тоа го збориме од причина голем дел од производители, ајде да ги кажеме надри заштитари, мислат дека знаат се, па некогаш немање на компатибилност на средствата, тој стави 2-3 инсектицида и се случува да има голем губиток. Отпорноста од изливање од дожд. Овој препарат е еден од акарицидите кој е најотпорен од изливањето на дожд, значи наводнувањето. Или наводнување. Значи, во тој поглед го има водечкото место пред сите акарициди. Тоа мора да се знае дека било какво врнежи од дожд, само после некакво кратко време, тој се брзо абсорбира и тука го постигнува својот нокдаун ефект и имаме навистина големи резултати од тоа. И на крајот го реков тоа значењето на компатибилноста. Овој препарат е компатибилен со други производи, но во локални услови треба стручно потврдување заради безбедноста на одгледуваната култура. И за фитотоксичност тој нема покажано, ама баш никаква фитотоксичност кај одгледуваните култури каде што е применет. А тоа е адутот кој навистина го има и е предност плюс, бидејќи голем дел од акарицидите и нема компатибилност и беа во една таква фаза. Но овој препарат, јас мислам дека ден порано ќе се најде на површините во Република Македонија. Тука сме на самиот крај, професоре, сосема кратко за крај, пораката до земјоделците. Пораката оваа новост, тоа е баш квалитетна новост, посебно за пајакот, кој е еден од инсектите кои најголеми проблеми прави во производството. Тој акарицид, бидејќи акарицидите кои ги употребувавме во своје време, тие по каренца има 28-30 дена и така натаму. Овој акарицид може само за 2-3 дена слободно да берете. Но значајното е за него што има фантастично голем ефект во првите стадиуми од развојот на
Значи, научна следливост на пајакот, кога таа прва генерација, бидејќи тој се множи многу брзо, се санкционира со еден третман, тоа го видовме во прилогот, и тука ние имаме фантастично решение за успешна борба против пајаците. А пајаците и во лозарството, и во градинарството посебно, тие се голем, и во овощарството, тие се голем проблем. А со тој акарицид, јас мислам, ќе може да се стави под контрола неговото ширење и правење на штети. Благодарам, професор. Благодарам, Иван. На крај на Агроспектар, благодарам што бевте и со ова издание. Имајте секој добро со програмата на вашата КТВ.